Се случува сериозно зголемување на цените на производите од домашните производствени компании поради покачувањето на цената на електричната енергија и горивата. Стопанствениците велат дека во индустриите каде електричната енергија е клучна за производствениот процес, нема друго решение освен повисока цена на крајниот производ. Слично е и со транспортот, затоа што горивата трпеа големи покачувања. До вчера во калкулацијата бил со 5% од цена на чинење, ние сме веќе над 15% како трошок. Зборуваме на масовно производство. Сега во индустриите кои трошат многу струја, има реално покачување на енергенствот и реално покачување на цената на чинење. Тука и транспортните трошоци, затоа што ние сме држава зависна од суровини, од увоз на суровини, во главном ни доаѓаат или од пристаниште од Солун или од Турција, меѓутоа тоа е за да си ги донесеме. Од кај да гледаш да ги купуваш, па дури и од Кина кој веќе е енормно поскапено, веќе последните година и пол енормно е поскапен транспортот, тоа многу учествува во последната цена на чинење. Милановиќ вели дека промените се случуваат брзо. Некои индустрии дури немаат време за привикнување. Затоа и цените на горивата сега се менуваат на дневно, а не на седмично или на двонеделно ниво. Затоа што премногу е турбулентна промената на цена и самите дистрибутери и бензинските пумпи генерираат загуби со тие тек неделни покачувања на цени. Чи може да се случи регулаторна да објави максималната цена на нафта, а тие да купуваат со 10 денари повисока нафта од берзите, отколку што е цената на чинење, малопродажната така да кај индустриите кои тешко се адаптираат, кои не се толку еластични, се глумазни, има сериозни загуби може да се акумулираат. Бизнис секторот бара повеќе пристапни и поволни кредитни линии за да може да не колабира домашната економија.